Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве најавата за содржините во ова издание. Изборите завршија, наред е формирање влада. Со кого ќе коалицираат партиите на албанците? Нормалци ме СДС. Подобро е да се коалицира со ВМРО него со СДС. Duhet të buhet besa me SDS-in. На Дуи предстои згаснување ако го избере ВМРО ДПМН, оценува Имер Селмани, вице-премиер во владите на Груевски. Neve do të jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me atë parti të bllokut Maqedonas, e cila do të jetë në gjendje ta çojë përpara demokratizimin e Republikës të Maqedonisë. Гъзи Мострени повикend средбата на партиите на албанците. Прашавме и во Беса, зошто не беа на состанокот и каква влада и треба на Македонија. Осломеј, една од најцрните екоточки во Македонија. Продолжувањето на работниот век на термоцентралата го вознемири локалното население. Само од нашето село имат околу 20 мина починати од рак од канцер. Млади луѓе, негде од 30, 40, 50 години на возраст. Депонијата се заканува да се лизне и да го поклопи село Жубрино. 250.000 жени во Македонија немаат пристап до гинеколог. Морам да одам во Чаир, бидејќи морам да патувам толку долго сега, бидејќи тука немаме наш матичен гинеколог. Но и оние што имаат, прашање е каква заштита добиваат. Физички не можеме да постигнеме веќе да прегледаме, да прикрепиме и прегледаме квалитетно повеќе. Македонија во 21. век. Кон крај ќе објавиме и нова саботажа. Бидете со нас, се враќаме по паузата. Ја гледате емисијата 360 степени. Изборите завршија, распоредот на мандатите е конечен и сега на сцена стапува формирањето влада. По 9-годишно партнерство со ВМРО ДПМН за дел од раководството на ДУИ можеби е нормално што инерцијата го влече кон продолжување на соработката. Но токму тие 9 години соработка се и најголемата причина за лошиот резултат на партијата на Али Ахмети на последните избори, а во пресрет на други избори веќе напролет. Сигналите за можна промена на партнерот за сега, барем јавно, се срамежливи. Александар Димитриевски. Дарчани по втор пат ја искажаа својата волја, но остана првичната математика, која партија колку пратеници освои на предвремените избори. Со истите бројки остана и истиот факт, дека партијата која изгуби најмногу гласови, ДУИ, всушност го доби клучот за правење влада. Но, кому партијата од Мала Речица треба да му ја отвори вратата? Ден по изборите, прашањето го поставивме во 3 града, пред се на граѓани албанци. Куманово е град во кој интегративците одамна ги загубија симпатиите. Различни лица кажуваа иста мисла. Mirë për duke analizu rrethonat edhe vite që ka udhëhequr me MRO-ja, ndoshta diçka do të ishte më mirë për Lidhjen Social-Demokrate. Po me kënd do me koalicionu BDJ me MRO-jen a me SDS? Njëjtë të dy jetën. Të dy jetë njëjtë për mua. Normal që me SDS. Për çfarë arsye me SDS? Për shumë arsye. Sepse deri shtie kemi pa që me të vërtet s'funksionon. S'funksionon. Edhe për atë arsye donë që me SDS-in. Edhe shpresojmë që SDS-i do të bëjë ndryshime. Do të kisha thënë me SDSM-n, me Zoran Zaevi. Për çfarë arsye mendon se më mirë? Për arsye ne të bëhen disa ndryshime në këtë shtet, se është skamje e madhe, probleme ka të mëdha. Gjithnjë unë mendoj me SDS-in do të jetë ndryshim. Тетово е најсилната гласачка база на ДУИ. Таму, мислењата не беа идентични, но беа и далеку од поделени. Mençëri me bo Ali Ahmeti duhet me SDSM-ja. Se ai Gruevski shumë keq ka fol për ne shqiptarët. As me ta. Pse?
Pse e shef, rezultatet duken. Me solucionojnë duhet. Se? Ka premtau gjoja më të mëra. Su pomaro. Zašto? Zašto takav? Dobro je, sad i policija su pomaro, nego sada sam. Nuk mundi ta po unë krejt jon të korruptohet. Nuk ku interesant nëse kush hien në qeveri. Hien njoni maj zipi tjetërit. Delaj ki tjetërin maj kesh pijat, nuk di çka të thom. Duhet të buhet besa me SDS-in. Se? Se, çfarë bollkën kanë ato 15 ditë kur gjanë, nuk kom pare të paguaj strujen. Sigurisht që do сега nas Albancите mnogo ima nepravilnosti. I zato smatram дека treba da ide so zajedno pa da vidimo i so nego što će biti. Помеѓу Тетово и Куманово е Скопје. Не само според географијата, туку и според ставовите. Ako me vëmërën, po ma miri be me punu me SDS, me një zaim. Me lesë dhe me. Për çfarë mendon se me lesë? Për se dhe mendon se shumë rasat këshia në kanë ndodhë pjatine. Со ВМРО. Zašto treba? Pa do сега така беа коалиција, не беше лошо. Mu më mërë mendja që me lesë dhe montuat me bo qeveri. Me vëmëron ka qenë 10 vitën edhe kur gjë s'ka arrit. Duhet me provu edhe një shans me lesë dhe me. Me zesin. Për çka mendon se me zesin? Se më mirë është. Какво и да беше мислењето на граѓаните, во најголем дел, тоа беа јасни ставови. Такво нешто досега нема од ДУИ. Дали дилемите значат дека партијата размислува и за коалиција со СДСМ? Подпредседателката на ДУИ, Теута Арифи, објави дека идејата е на маса. Ne flasim, do me thënë, për një situatë të re të krijuar, për numra të ri të krijuar në skenën politike, për balanse të ndryshme tani, dhe në këtë aspekt normalisht edhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk mendoj se do shkoj me kokën në mur, po do e pranoj një realitet të ri dhe në bazë të atij realitetit të ri do veproj në mënyrën më të mirë të mundshme për të përfaqësuar atë trup votues i cili e ka përkrahur Bashkimin Demokratik. Како ДУИ ќе се однесува во таа нова реалност? Какви последици ќе имаат одлуките на Ахмети и врз кого? Со години е успешен бизнисмен, но Имер Селман има 11 години зад себе како високо позициониран политичар. Ова ти дава надеж дека тој концепт, тоа е моје размислување, уште од 2009 година што се роди, не е неупотреблив, туку може дека Коренот на дилемите на ДУИ, мисли тој, е што партијата го загубила имиџот кај гласачите со неутралниот став кон бомбите, кој бил препознаен како пристрасност кон ВМРО ДПМН. Tani BDI e ka shansën që të bëjë një rikthim ose një comeback, jo vetëm të rikthej autoritetin tek shqiptarët, jo vetëm të jetë çelësi i qeverisë së ardhshme se si do të duket, si do të formohet dhe me çfarë programi do të funksionon, por unë mendoj se BDI tani e ka shansin e fundit të bëjë një vendim ose të marrë vendime të cilët do ta mbanë të gjallë në skenën politike edhe më tutje, ose do të vazhdon të shkrihet si parti politike nëse bën gabime të cilët mund ta kushtojnë. Во една ваква комплексна ситуација, дали би се осудиле да дадете прогноза што ќе се случува во следниве месец дена по прашањето на составувањето на владата? Do të provon ВМРО DPMN të bën koalicion ose qeveri e cila do të ketë një 61 ose 62 ose 63 ose 65 numra të deputetëve në anën e saj, por ky mision është gati si i pamundshëm. Thjesht, në qoftë se LSDM-ja në vërtet këtë rast BDI-ja pranon një qeverisje të tillë dhe i pranon kushtet e VMRO-s, do të bën vetvrasje politike. Por nga ana tjetër, edhe vetë VMRO-ja, në qoftë se reteron nga premtimet publike dhe thjesht
jo vetëm premtimin publik se nuk do të lejojnë dëgjuesi në Maqedoni, nuk do të lejojnë vazhdimin e mandatit të prokurisë speciale dhe shumë gjëra tjera të cilët i kemi dëgjuar gjatë fushatës, që besoj se edhe ata nuk janë në gjendje të largohen nga këto premtime, vim në një konkluzion të shëndohet se këta thjesht nuk mund të kenë dëshirë të bëjnë qeveri, por do të jenë të pamundësuar për shkak se në agjendën e tyre politike nuk do të mund të përputhen dhe vjen pastaj ajo që ceka edhe më herët, mundësia për të bërë qeveria nga LSDM-ja dhe nga nga 2 ose 3 parti politike shqiptare. Nënkuptohet, BDI-ja ka numrin më të madh, por gjithashtu vetëm BDI-ja nuk mundet pa besën, pa deputetët e besës, pa deputetët e RDK-s dhe pa deputetët e LRPDSH-s. Помеѓу термините за состаноци и други обврски, свој став даде и Сашо Ордановски. Но искусниот аналитичар и новинар уште на почетокот на средбата ни даде до знаење дека за нашите прашања нема потреба од длабока анализа. Јас мислам дека изборот на ДУИ сега, анализата на тој избор не зависи од никакви политички вештини ниту експертизи. Кај ДУИ се работи за избор кој ќе треба да го направат врз основа на тоа дали ќе подлегнат на одредени аспекти на владењето со ВМРО ДПМНЕ, кои што на крајот на краиштата и ги компрометираа. Ние не знаеме во овој момент кој што, дали се нудат пари, дали се прават некакви уцени и така натаму. Се виде дека експериментот на ДУИ со владењето со ВМРО им донесе катастрофа. Или ќе сакаат да променат страна и да одат со СДСМ, кого инаку го обвинуваат за катастрофата која што им се случи. Бидејќи ДУИ очигледно не е во ситуација да направи вистинска интроспекција на своето политичко делување и зошто им се случи ова што им се случи. Што очекувате да се случи ако сепак ВМРО, ДПМН и ДУИ успеат да направат влада? Но од друга страна, што мислите дека ќе се случува доколку СДСМ сепак успее да собере мнозинство? Доколку ВМРО и ДУИ направат влада, Македонија нема да има промени. Ќе одиме во еден правец кој до сега одевме, тоа е правец во кој што тонеме на сите нивоа, значи од социјалија, економија до политика и какви сакате политички, меѓуетнички односи и така натаму. Се разбира ќе продолжи корупцијата и тие ќе се сконцентрираат на тоа да го што повеќе сузбијат, да ја сузбијат работата на СЈО. Без разлика на целата политичка реторика која што може да уследи. Доколку оди ДУИ со СДСМ, тогаш има шанси за промени во Македонија. И тие шанси се потоа една многу елаборирана и релативно долга програма која што ќе треба да ги поправи сите овие работи, сите овие проблеми во кои што сме длабоко загазени. Избраните пратеници од ДУИ и од другите партии неделава ќе ги добијат уверенијата. Но нема и толку брзо да се знае дали распоредот на седење на конститутивната седница на парламентот ќе биде и распоред по формирањето влада. Или кој ќе седи како мнозинство, а кој како опозиција. Учесниците на саботната средба на партиите на албанците главно го почитуваат договорот за дискреција и не откриваат детали дали и што поконкретно е договорено. Ќе одиме во влада со оној што ќе унапреди демократизацијата на земјата и ќе покаже поголем сенс за правата на албанците, вели лидерот на Унитети Газимо Стрени, чија партија е дел од Алијансата за албанците, која освои 3 пратенички мандати на изборите. Со Стрени, кој пред една година го напушти долгогодишниот соборец од оној ДУИ Али Ахмети, разговараше Владимир Мирчевски. Господин Острени, зошто се решивте како Алијанса за албанците да седнете на иста маса и да разговарате со се уште владеачката ДУИ? Нели вашата коалиција се формираше токму врз барањето за промени, а ДУИ безмалку е дел од власта заедно со ВМРО ДПМН веќе 9 години. Ситуата е криjuar në Republikën e Maqedonisë pas zgjedhjeve të parakohshme, nuk është ajo të cilën ne e mendonim gjatë kampanjës edhe para saj. Kjo situatë kërkon një angazhim mbipartiak, për shkak se forcat më të mëdha që i takojnë grupit të partive maqedonase gati kanë dalur pat. Edhe asnjëra, as tjetra, pa shqiptarët nuk mund të krijojë qeverinë. Partitë shqiptare, në qoftë se me të vërtetë kanë për qëllim realizimin e lirive dhe të drejtave të shqiptarëve,
atëherë ky është rasti i cili duhet të shfrytëzohet për të qenë së bashku edhe për të realizuar programet ose platformat që ne i kishim si platforma zgjedhore, detyrat tona, edhe patjetër që është mëse e nevojshme të ndihmojmë të krijohet shumicë parlamentare, normalisht e cila do të pranojë që të realizojë kërkesat e shqiptarëve, të cilat nuk janë vetëm kërkesa që janë parashtruar vetëm këtë vit, po ato kërkesa janë me shumë vite më parë. Edhe kjo është arsyeja që ne këtu më tash nuk flasim për parti politike, po flasim për interesa mbi partijake të partive shqiptare, të cilat duhet të realizohen nëse gjendet marrëveshje me partitë maqedonëse, të cilat ja dëshirojnë daljen nga kriza Републикës të Македонисë. Дали нешто конкретно беше договорено на состанокот минатата сабота? Дали ќе настапувате како блок во преговорите за влада? Се појавија неофицијални информации дека наводно сте договориле донесување нов закон за јазиците, за употреба на јазиците, пред воопшто да се формира новата влада. Jo, ne ishte takimi i parë i cili u thrit nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Në atë takim nuk u shqirtua çështja e gjendjes të Republikës të Maqedonisë, edhe në këtë rast edhe kontributi i partive shqiptare. Aty u morën vesh, keni edhe një proklamatë të cilën e ka ndërgu nga ky takim, u morën vesh që të ketë edhe takime tjera, në ato takime në bazë të grupeve të punës ose çka do të krijohen, do të formohet edhe miratohet një platformë në bazë të cilës ne së bashku do të veprojmë në të ardhmen. Господин Острени, која опција од македонската страна ја гледате како можен коалицијски партнер и кои треба да бидат приоритетите на новата влада? Во својата изјава Зијадин Села се постави симетрично и кон ВМРО ДПМН и кон СДСМ. Unë mendoj se ajo përgjigje është shumë e drejtë dhe është në përputhje me qëndrimet tona. Neve do të jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me atë parti të bllokut Maqedonas, e cila do të jetë në gjendje ta çojë përpara demokratizimin e Republikës të Maqedonisë. Edhe është normale që do t'i marrim parasysh të gjitha gjendjet e krijuara, edhe sjelljen e partive maqedonase, qëndrimet e tyre ndaj shqiptarëve. Реално, дали може ВМРО ДПМН да биде опција, имајќи во предвид дека 10 години е на власт и секако попоследните антизападни пораки кои што ги упати оваа партија? Po unë thash, ne do të kemi parasysh të gjitha këto elemente dhe do të mundohemi me të vërtet të jemi në qeveri, nuk besoj se do jemi, po dikush prej nesh do jetë, besoj se do të vendosim ashtu si që është më mirë për Republikën e Maqedonisë, për politikën e saj të brendshme, edhe për politikën e jashtme, për të respektuar miqtë tanë të Bashkisë Ndërkombëtare. Благодарам многу. Мола. Ова беше воздржаниот Острени. За анализата да биде што посеопфатна, прашавме и во Беса. Зошто ја одбија поканата на Ахмети за средба во саботата и имаат ли појасен став за тоа каква влада и треба на Македонија и каква влада би поддржале тие? Со Африм Гаши, кој се избори за пратенички мандат, разговараше нашиот Зоран Јовановски. Господине Гаши, зошто во саботата не бевте на средбата со останатите албански партии? Pas konsultimeve në kryesinë qendrore të Lëvizjes Besa, ne unanimisht vendosëm që të mos shkojmë në atë takim për shkak se nuk kemi pse ulemi në një tavolinë me njerëz të janë të inkriminuar dhe për cilët kemi thënë se nuk ulemi në tavolinë. Ndërsa komunikata jonë ishte e qartë. Gjithçka shqiptare, që është në interes të shqiptarëve, që vendoset në çfarëdo tavoline, ne do ta përkrahim. Kështu që unë mendoj se Ali Ahmeti, i cili vetëm në vitin 2014 i kishte 20 deputet dhe 153.000 vota, kur e kishte kredibilitetin dhe legitimitetin që t'i ftoj shqiptarët në një platformë të përbashkët,
dhe nëse kthehemi mbrapa 15 vite, asnjëherë nuk ka pasur asnjë nismë për ulje të përbashkët dhe artikulim të interesave shqiptare. Mendoj që kjo që ndodhi të shtunën ishte thjesht një farsë sa për të munduar ta shpërlar vetveten me subjekte të reja. Ne atë karrem nuk e ham, ne ju tham se çfarëdo që merreni vesh ju për shqiptarët, ne do ta votojmë. S'kemi pse ulemi tash pas zgjedhjeve kur janë çështje kombinatorikave për qeverisje. Gjithçka që do të vije shqiptare, në interes të shqiptarëve dhe në interes strategjik të shtetit, qoftë vazhdimi i mandatit të prokurorisë speciale, qoftë antarësimi në NATO dhe zgjidhja e çështjes së emrit, ne do ta votojmë. Nuk kemi pse ulemi. Është një çështje shumë e rëndësishme të kuptohet. Shqiptarët Maqedoni, qoftë BDI apo deklarativisht në platformat e tyre, nuk kanë dallime për çështjet elementare në Maqedoni. Edhe ne jemi për zyrtarizim të Shqipës në nivel të gjithë territorit, gjithashtu edhe partitë e tjera. Por në këso forme, unë mendoj që është thjesht marrja e legitimitetit nga Ali Ahmeti që pastaj të shkojë te Nikola Gruevski dhe të thonë se ja shqiptarët janë me ty dhe se ne me një ndryshim të vogël do të futeshim në një qeveri. Imate li сега поясен став около тоа каква влада е потребна на Република Македонија? Unë jam i bindur se Maqedonisë i duhet ndryshim, i duhet një qeverisje tjetër. Duhet të lirohet nga ata që janë të inkriminuar nga rastet e ndryshme, edhe nga prokuroria speciale, po edhe nga rastet e tjera të kriminalizuara, të cilat kjo qeverisje e ka sjell Maqedoninë në këtë situatë. Ne sot jemi në situatë të pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme, për shkak se 2 vite jemi në një krizë të thellë institucionale, të cilën na sollën pikërisht të 2 parti, VMRO dhe BDI. Ra sistemi i sigurisë, ra sistemi ekonomik, shëndetësor, arsimor, kulturor, izolimi i Maqedonisë ende vazhdon të mbetet jashtë gjitha rrjedhave euroatlantike. Pas gjithë këtyre dështimeve dhe pas asaj që dëgjuam se me çfarë janë marrë këto politikanë, Maqedonisë, i duhet një ndryshim. Dhe ne jemi të bindur se zëri i real i qytetarëve më 11 dhjetor ishte për ndryshime. Por për shkak të presioneve, për shkak të vjedhjes së votave në disa vende ku nuk kishim mundësi të kontrolloj, sidomos ne si Lëvizje Besa që nuk kishim mundësi të kishim pjesë e procesit me komisioner në procesin zgjedhor, jemi të bindur se kjo ndodhi dhe për këtë arsye jam i bindur se ajo që i duhet Maqedonisë është një herë për gjithmonë të pastron me ata njerëz që janë të inkriminuar dhe rastet që janë paraqitur në prokurorinë speciale, këta njerëz ta marrin dënimin e merituar. Kjo është vizioni jonë se ne si e duam qeverisjen e re, një qeverisje e cila do të jetë kaluese, që do të pastron me kriminalet dhe pastaj të hyjmë në një proces zgjedhor normal me politikanë të ri dhe të shohim pastaj qytetarët cilin do ta votojnë, ne nuk kemi problem. Por nuk mundemi të bëjmë qeveri dhe të ulemi bashkë dhe të qeverisim me njerëz për cilët e dim se çka kanë bërë në të kaluara. Дали би учествувале во влада или би поддржале влада која би ја формирале СДСМ и ДУИ? Shihni, kjo është çështje më e kombinatorikave konkrete dhe ne për kombinatorika konkrete do të ulemi edhe një herë në kryesi dhe do të merremi vesh. Në parim, ne do të përkrajmë gjithçka që është e mirë në interes të shqiptarëve dhe interes strategjik të shtetit dhe nuk do të përkrajmë gjithçka që është në kundërshtim me këto parime. Ne para disa ditëve dolëm me një komunikat ku treguam se cilat janë parimet e tona për pjesëmarrjen qeverisje dhe ne do të qëndrojmë konsekuent atyre qëndrimeve. Prandaj për raste konkrete, për oferta konkrete, do të ulemi edhe një herë në kryesi dhe do të marrim vendim. Por qytetarët shqiptarë edhe qytetarët e Maqedonisë duhet ta dinë, tashmë mendoj se e kanë të qartë dhe të kristalizuar mendimin se cili është pozicioni i Lëvizjes Besa. Ne atë që kemi thënë qëndrojmë pas. Ви благодарам за разговорот. Фалендерит да ви Овде го заокружуваме изборниот блок, но имаме уште интересни содржини што ќе ги видите по паузата.
Осломеј, една од најцрните екоточки во Македонија. Продолжувањето на работниот век на термоцентралата го вознемири локалното население. Само од нашето село имат околу 20 мина починати од рак од канцер. Млади луѓе, негде од 30, 40, 50 години на возраст. Депонијата се заканува да се лизне и да го поклопи село Жубрино. 250.000 жени во Македонија немаат пристап до гинеколог. Морам да одам во Чаир, бидејќи морам да патувам толку долго сега, бидејќи тука немаме наш матичен гинеколог. Но и оние што имаат, прашање е каква заштита добиваат. Физички не можеме да постигнеме веќе да прегледаме, да прикрепиме и прегледаме квалитетно повеќе жени. Македонија во 21. век. Продолжуваме со емисијата 360 степени. Кичево и околината редовно се на мапата на најзагадените региони во Македонија. За локалните жители, алармот дополнително го вклучи најавата дека се планира продолжување на животниот век на термоцентралата Осломе, најмалку до 2030 година, и понатаму на еколошки проблематичниот енергенс јаглен. Стравувањата се дека тоа само ќе го засили трендот на зголемување на белодробен канцер и респираторни болести. Зоран Јовановски на оваа тема, токму денеска, кога по подолг период повторно во функција е ставена ТЕЦ Осломе поради дополнителна потреба од струја во земјава. Дали оџакот на Осломе повторно ќе го зацрни небото над Кичевско? Еден од најголемите загадувачи се уште нема поставено филтри. Најавите за рестартирање на термоелектраната го вознемири локалното население, дури и оние кои работат и живеат од неа. Буквално 36 години рек Осломе ни чадит и не трујат и немоќни сме. Покрив на снегот, во големи количини, се гледа, беше црн. Екологистите бараат производството на струја од лигнит да се намалува. Тоа засега не е во ниту еден од трите планови за продолжување на работниот век на оваа електрана. И третиот начин е исклучиво увозен висококалоричен јаглен. Увозен јаглен е искрено да ви кажам најголемата глупост што сум наслушна, особено сега во 21 век. Појдовме во селата околу термоцентралата Осломеј. Побаравме одговор дали производството на струја покрај пари чини и здравје. Оваа тема тука е табу. Речи си никој не сакаше да биде наш соговорник. Одговор добивме од сосема неочекуван извор. Човек кој веќе 20 години работи на различни позиции во термоцентралата. Џафер Џафери е од Жубрино, село кое од Осломеј го дели еден мал рит. Само од нашето село имат околу 20 мина починати од рак од канцер. Млади луѓе, негде од 30, 40, 50 години на возраст, а нивните фамилии од претрпена голема трагедија, тоа е лични трагедии, тешко се согласуваат, јавно да зборуваат за овој проблем. Може да ви потврдат луѓе стручњаци за тоа, доктори, што се занимаваат со медицина, исклучиво фактор бил за нивно умирање загадувањето на почвата, на воздухот, на све што се произведуваат во земјата, во село Жубрин. Последниве години електрани на Македонија ја активираат Осломеј кога земјава има недостиг од струја. Последен пат работела неколку месеци минатата зима.
Ова се фотографии, како тогаш изгледало небото над падините на Добравода. Чадот ќе бил помалку опасен, ако биле поставени соодветни филтри. За жал, термоелектричната централа Осломе или работи со четврт филтер, или немат па ич. Вистина е овде снегот, не само во село Жубрино, овде најпоќе, дека сме ние најблиску, ама и во блиските села, село Србица, што ние албанците ја викаме Кастриот, село Аранđел, село Туин, село Попавјани, па све до Добравода таму горе, што е планината Добравода. Надморска висина на Добравода е 2061 метро. До таму е црно од пепелта, од издувните гасови што ги пуштат оджакот. Пепелта од согорувањето на лигнитот се депонирала на ридот над Жубрино се до 2012 година. За да се искачиме по нагорнините, го користевме локалниот превоз. Пристигнавме на врвот на вештачки создадена планина од милиони тони пепел. Би требало целата да биде прекриена со слојот земја, за помалку да е опасна за околината. На ова место до пред само неколку години се одлагале од 200 до 250 илјади тони пепел годишно. Овој дел од депонијата се уште не е прекриен со земја. 30 години работа на комбинатот. Џафер раскажуваше, додека депонијата активно се користела, кога имало силни врнежи, водата се мешала со пепелта и им доаѓала право в село. Ветрот пак ја разнесувал наоколу. Нашиот соговорник памети подобри времиња. Толку имаше извори, природни извори, кај што пиевме ние вода, не стоката. Бе, сладка вода, неверојатно. Диви јаготки, кога беревме ваму, тоа толку беа сладки, сега неверојатно по тие долои, тоа свет е уништено, покриено. Мене ми е жал, ќе го реча и ова, покриено е, не од Господа, од болниот ум, човечки болни ум. Природните убавини се уништени еднаш за секогаш. И што е најтрагично, не се покриваше пепелта горе над селото, кој ќе дуваше ветер, не само село Жубрино, цела ова околија не се гледаше. Дали ова е здраво нешто да пасат крави, стока овде? Све е отруено ова, све ќе се отруе. Млеко се пие, дали се пиет млеко од ова? По децении натрупување, депонијата се преполнила. Иако таа сега не се користи, ситуацијата се уште е опасна. Сега огромна опасност постои дека село Жубрино се наоѓаат многу близко до депонијава, при големи дождои да се лизнет пепелта, да покриет пола село. Таква трагедија веќе се случила пред точно половина век во селото Аберфан во Велс. Планина од пепел се излизгала врз локалното училиште. Загинале 116 деца и 28 возрастни. По овој инцидент, во Британија се воведени строги безбедносни правила за такво нешто да не им се повтори. Производството на електрична енергија од цврсти горива како јагленот, познавачите го посочуваат како една од главните причини за загадувањето на воздухот. Добар ден. За специјалистот по хигиена и здравствена екологија од Кичево, доктор Фани Евтимјадовска, состојбата е очигледна. Сепак тука треба да кажат статистичари, поточни податоци со бројки, со докази, но факт е дека и ние здравствени работници во Кичево забележуваме тој пораст на појава на рак како заболување, особено на белите дробови, и вистина е тоа дека заболуваат многу често вработени во
термоелектрична централа Осломеј. Тоа мислам дека не е тајна и не треба да биде тајна. Официјалната статистика покажува дека канцерот на белите дробови е најчесто малигно заболување во Македонија и дека трендот е во пораст. Во 2004 година 652 лица починале од ова заболување, а во 2014 бројот се зголемил на 878. Во периодот од 2012 до 2015 година и во Кичевско незапирливо расте бројот на респираторни заболувања кај населението. Зголемувањето е за околу 50%. Професорот Трајче Стафилов од Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет работел на студија која утврдила 16 точки каде загадувањето во земјава е најголемо. Меѓу нив е и Осломеј. Со мерењата се утврдило дека пепелта содржи зголемено количество тешки метали, токсични материи, арсен, жива, хром. Радиоактивноста е за 3 до 5 пати повисока. Според него, најголемата опасност е загадувањето на воздухот. Концентрацијата на сулфур диоксид во отпадните гасови е се уште висока. Во состојба на влажност голема во воздухот, сулфур диоксидот е познато дека преминува во сулфуреста киселина, во најлош случај и сулфурна киселина и тогаш станува збор за кисели дождови. Или така ги нарекуваме, кои што ги напаѓаат органите за дишење и доведуваат до воспалителни процеси. Така што тоа е еден од поголемите извори на загадување на воздухот. Христијан Мицковски е генерален директор на државната компанија Електрани на Македонија. Го прашавме кога на Осломеј ќе бидат поставени филтри, за да ја добие интегрираната дозвола што е во согласност со европските критериуми. Од 2007 година ние започнавме со постапката на обезбедување на интегрирана дозвола за Осломеј. Десулфуризацијата е процес кој што ќе биде кој што е дел од модернизацијата на нова термоцентрала и откако истата ќе биде модернизирана ќе го исполни тој критериум. Животниот век на Осломеј е речиси завршен. Во ископот снемува лигнит. Планот е да се отворат нови ископи. Термоцентралата да работи на комбинација на домашен лигнит и увозен јаглен, а третата опција е целосно увозен јаглен. Така централата Осломеј би продолжила да функционира најмалку до 2030 година. Доколку решението конвергира во насока да имаме висококалоричен увоз на висококалоричен јаглен кој што би го користеле како погонско гориво за работа на централата, ќе го искористиме истиот габарит на централата, односно ќе имаме мали интервенции во котелската постројка што би го зголемиле диапазонот на согорување, енергетско согорување на овој јаглен и мали интервенции во проточниот дел на турбината. Да, инвестицијата е сериозна, кога веламе сериозна, таа можеби се естимира на некои 100 милиони евра. 100 милиони евра во ваква инвестиција се проблем за екологистите. Александра Бујаровска од невладината Фронт смета дека парите треба да се вложат во искористување на обновливите извори на енергија – водата, сонцето, ветрот. Не може да модернизирате постројка која што работела на лигнит да биде сега на висококалоричен увозен јаглен. Тоа подразбира нова постројка, комплет. Да ги заглавите парите, значи, и да ја заглавите индустријата, и да се заглавите државата во свет кога технологиите одат толку напред, кога сите одат во насока на одржливост, на што помало влијание врз животната средина, е сериозна глупост, е неразмислување. Се симнуваме од старата депонија и одиме кај новата.
компанијата инвестирала во систем за водено одлагање на пепелта. Така ветрот не може да ја разнесува наоколу. Преку цевки, смеса од пепел измешана со вода се носи назад во ископот за лигнит. Но Река Осломеј голем период во годината не работи. Тогаш вие не може нон-стоп да внесувате вода и да одржувате суспензија, таа ќе се исуши и повторно ви е извор на овие честички кои што еве како што спомнав содржат и радиоактивни изотопи. Значи тоа треба да биде еден континуиран процес и кога ќе се исполнат таквите простори, тие треба да се покриваат дополнително и на тој начин да имаме заштита посигурна. Кога пристигнавме на ова место, очекувавме дека ќе пронајдеме езеро од мешавина од пепел и вода. Меѓутоа, очигледно е дека таа течност веќе се исушила, а дел од неја и пропаднала под земја поради долгото неработење на термоцентралата. Овде сега останал само слојот пепел, обраснат во грмушки. Осломеј, селото по кое рударско-енергетскиот комплекс го добил името, е речиси празно. И во селото на Џафер, Жубрино, стивнале оджаците. Од околу 120 куќи, животот продолжил во уште само 30-тина. 90% се со астма, или обструктивна белодробна болест, не знам како се викат. 90% големите ние што сме поиздржали, да не кажеме за децата. Ама тоа што е еден минус, што се нашите луѓе надвор во странство, од другата страна ти реча е плюс, што тие деца се спасуваат, ме сваќаш, се развиваат како што треба од нечистиот воздух овде. Јас ви благодарам за разговорот. Фала и на вас, како Алсат М телевизија што ве гледаме сите. Му заблагодаривме на Џафер за искреноста и храброста да зборува за проблемот за кој многумина молчат. Кон квечерината заминавме во Кичево. Таму веќе се чувствуваше мирисот на чад. Осломеј не работи, но градот потона во смог. Тенденцијата што ја покажа последното истражување на Health Grouper дека дури 70% од лекарите и студентите по медицина во Македонија размислуваат за кариера во странство, се предупредување дека земјава може да остане без доктори. А состојбата и онака не е добра. Во повеќе од половина општини во Македонија нема матичен гинеколог, поради што околу 250.000 жени се без соодветна заштита. Ова е една од причините за зголемената смртност кај новороденчињата, категорија во која најпогодени се ромите. Славица Филиповска. Во едно од најсиромашните места во Европа живее млад брачен пар кој го очекува своето најголемо богатство. Кога дознав дека сум бремена, чувството беше прекрасно, беше многу убаво. Поубаво чувство тоа нема. Владата вели дека здравствената заштита за бремените жени е бесплатна, но во реалноста таа е најскапа за најсиромашните. Понеделник е денот кога привремениот гинеколог треба да ја посети Шутка. Денеска понеделник, погледнете, нема ни трага од доктор. Македонија во 21. век. Елизабета Ајдин живее во Шуто Ризари, најголемата општина со ромска популација во Македонија. Заедно со незиниот сопруг Рамадан, тие ја очекуваат првата принова во семејството. Никогаш нема да го заборавам тој ден, зашто скокав од радост, се радував, почнав и да плачам, зашто го чекав ова дете 2 години. Сместени во својот нов дом од пред неколку недели, младиот брачен пар се соочува со низа проблеми. Моментално работа немаме ниту ја, ниту сопругот. Ја и да сакам да работам, не можам, бидејќи сум трудна. За сопругот се трудиме многу. Баравме многу работа, ама никој до сега се нема јавено, никој го нема побарано. Чекаме. И како да ви кажам, ден за ден така правиме. Елизабета е во напредна фаза од бременоста, но таа не посетила гинеколог речиси 1 месец. Денеска е денот кога се надева дека ќе го дознае полот на првороденчето. Но за да дојде до одговор, таа е принудена да патува во други општини.
во местото каде што живее сега. Гинеколог нема. Денес ќе одам на преглед, имам закажано во 12 часот, но морам да одам во Чаир, бидејќи морам да патувам толку долго сега, бидејќи тука немаме наш матичен гинеколог. И сега морам до автобуска, па со автобуси да се матам, до Чаир, па назад. Мора да одам. Зашто тука немаме, а да имаме тука матичен гинеколог наш, би било многу полесно. Доктор Флора Докулјумани е гинекологот што го следи развојот на бременоста на Елизабета. Пак ми кажавте дека сумнете дека е женско. Тоа е последно не. На незината стручност сметаат уште 1500 жени кои се незини пациенти во моментов. Докторката имала понуда да работи во Шуто Ризари, но одбила. Одбив зашто мислам дека како овде пак треба да се плати кирија. Јас не би можела да седам со 5 пациенти, со 10 пациенти, мене тоа ми е мотив да работам. А кога би ми нудил одеднаш, значи, за тие пациенти да сум одговорна, а не од нула да почнувам, тогаш зашто? Ево, од утре би почнала. Керката на Докулјумани, како и многу други доктори од Македонија, одлучила да работи во странство, каде може да заработи многу повеќе. Во оваа поликлиника Елизабета ги доби информациите за тоа како се развива нејзиното бебе. Во моментов уште 220.000 жени во Република Македонија, исто како неа, немаат пристап до гинеколог во својата општина, а дел од нив никогаш во животот не направиле ниту гинеколошки преглед. Да, Шуто Ризари не е единственото место во Македонија без гинеколог. Во повеќе од половина општини во државата се живее со истата реалност. Жените се принудени да патуваат и до 30 километри до најблискиот град за преглед. Официјалните податоци покажуваат дека бројката 138 гинеколози во земјава, кои имаат склучено договор со Фондот за здравство, е недоволна за здравјето на околу 700.000 жени. Но министерот за здравство, Никола Тодоров, вети дека работите ќе се сменат, со тоа што ќе ги стимулира медицинарите да се запишуваат на специјалистички студии по гинекологија. Остана еден сериозен сегмент на така наречените матични гинеколози, кои што во државава се во прилично недоволен број. Односно има вкупно 138. И заради тоа се одлучивме да објавиме третово за кофинансирани специализации за вкупно нови 47 гинеколози или специализации по гинекологија, со што практично за повеќе од 34% отприлике, ќе го зголемиме вкупниот број на гинеколози, на матични гинеколози во целата држава. За еден гинеколог да специализира потребни се повеќе години. Но што до тогаш? Може би добар, не може би, е добар потек. Меѓутоа, мислам дека е закаснет потек. Тие гинеколози ќе бидат гинеколози специјалисти по 5 години. Што во тие 5 години? Значи, нови немаме прилив, а многумина од нас во тој период ќе заминат во пензија. Се има капацитет. Значи, физички не можеме да постигнеме веќе да прегледаме, да прикрепиме и прегледаме квалитетно повеќе жени. Соочени со ваква реалност, група на жени од Шуто Ризари формира иницијатива, преку која волонтерски тим ги информира бремените родилките за нивните здравствени права. Буквално од куќа на куќа ги информираме жените, не само жените, нели мажите кои што се заинтересирани, меѓутоа влегуваме буквално во секоја куќа и ги информираме за нивните здравствени права, потоа социјалните и семејните права и дискриминација. Најчесто луѓето не знаат, значи дека имаат прекршено право од областа нели на здравството, социјалата или дискриминацијата или репродуктивните права, па најчесто кога ќе им објасниме, кога ќе ги информираме, тогаш
се свесни дека им е прекршено некое право. Салија вели дека нередовните прегледи доведуваат до загрижувачки просек на смртност кај новороденчињата, кој во Македонија е 3 пати повеќе од европскиот просек. За време на истражувањето што го имавме конкретно 2015 и 2016, 2 новороденчиња почина, исто така за жал. После тоа се случува уште една доенечка смртност. Знаеме дека според последната статистика која што ја имаме, дека смртноста е во подем кај ромската популација. Не ми кажа што е, дали машко или женско, а многу сакам да знам. Многу е возбудливо внатре. Овој млад брачен пар својата принова ја чека во јануари. Иако не го дознаа полот, се надеваат на здраво дете, кое ќе расте со сите потребни услови за пристоен живот. По емисијата вечерва стигнавме до саботажата на Сречко Поповски. Да ја видиме. Проблемот со жените е проблем сам по себе, освен ако по нивните карактеристики некоја не се издвојува по толкавата храброст што веднаш се трансферира во некоја средна родова група на која демек природно му припаѓа оној пол кој според стереотипите се третира како посилен. Машка жена во пробиштип сама му го даде џуапот на крадец со пиштол. Тоа што на тие силни припаднички на понежниот пол наместо овој микс од придавки најмногу им прилега именката змеј, која за жал е од машки род, не значи дека тие не им го земаат приматот на оние што барем од биолошки аспект имаат појака структура дури и во сегменти каде нивната улога до пред некое време беше речиси беззначајна. Повеќето жени да ги прават најголемите прекршоци и они се мислат дека се само они на улица и они имаат предност над Божа. Повеќето од нив се проблемите што доаѓаат. Се разбира, еманципацијата ја привилегира нивната позиција во општеството, па дори придонесува некој од нив преку политиката, паралелно да работат на повеќе позиции и благопријатно да думаат како директорки или како советнички, но без да отстапат од нивниот навидум граѓански активизам во кој за жал доминира ретроградноста и враќањето на голема сцена на постулатите на машкоста и тоа не каква било, туку она од која секој нормален би требало да зазира. Македонија вработува 2, кој што е продолжение на Македонија вработува 1, повторно дава позитивни резултати. Гледам на социјалните мрежи пишале, за него спомнуваме Ќосето. Ќосето не бил жив. Трендот, односно континуитетот покажува дека овој проект е се уште атрактивен. Атрактивноста на проектот на живите вработени ќосиња изгледа дека толку издишува, бидејќи машката публика кај нас дури на социјалните мрежи е толку индиферентна, штом главната кодошка улога во пресметката со архинепријателот, како што традиционалните медиуми редовно ги пренесуваат нивните Facebook статуси, ја имаат пак тие. Луѓе мои, од СДСМ со вреки пари одат низ теарце и купуваат луѓе за да гласаат за нив во недела. Каква пара се истура низ селово за људиве да гласаат за СДСМ у недела? Имам роднини во Теарце, ми кажаа дека луѓе на СДСМ веќе почнале да нудат пари за гласови. Овој женски аларм сепак беше значаен за повторно да се возобнови таа никогаш раскината машка војводско-комитска врска, која преку познатата изборна технологија одработи символичен пораз или победа, кој со шушкањето на двата прста беше и најавен само еден ден пред конечната одлука. Таму треба добар изборен инженеринг, прво да натерате минимум 90% од луѓето да излезат на избори, а тоа треба јак мотив за 90% да излезат на избори. Сепак останува уште барем еден колоквиум пред јануарската испитна сесија, за чија оценка според предпоставките ќе се борат оние кои знаат што се вредности, со оние кои сакаат сите да ги држат во незнаење. Колку македонцеве ние појма немаме за Европско, ама ич. Македонците ја доживуваат, па не само македонците, србиве и бугариве кои влегоа, албанците, босанците, сите, Европската унија како некоја религија. И на крајот, и за таа религија, но и за таа власт.
Смешно е како покриен некој. Ко покриен поп некој. Нема ништо почудно во земја која донесе закони и водеше кампањи против абортус, да биде презервиран баш таткото на нацијата. Или тоа е само символичен гест, дека и Олимпија се еманципирала. Тука е крајот на нашево вечерашно издание. Благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в петок од 22:30. Пријатно!